Почитувани граѓани, ќе се потрудам да не викам за да не личам на криминалец. Значи, денес се уште се води постапка за утврдување на одговорноста на председателот на Република Македонија. За прв пат во историјата на демократска Македонија, парламентарна Македонија, се случува да се води постапка за утврдување одговорност на лице кој обавува функцијата председател на Република Македонија. А тоа лице е лицето Ѓорги Иванов. Него, како во изминатиот период од дебата за неговиот импичмент, и денес го нема. Не е присутен овде. А ќе го нема и до крајот, очигледно е. Затоа што тој нема лице да се појави овде и да се соочи со аргументите за неговиот потикнат импичмент. Почитувани, тие аргументи се безброј и многу. Треба денови и часови овде да се дебатира за нив и да се образложуваат, за да се стварно уште еднаш овде на отворена сцена во парламентот се преговори за неговата одговорност. Меѓутоа, суштината се состои во само едно, дека оваа власт за време на своето владење во овие последни 10 години ја уништи државата. Како што не функционира правото, како што не функционира правната држава, не функционират нити обвинителства, нити судови, нити други државни институции, вклучувајќи го овде и овој сам парламент и ово собрание, кршејќи го уставот, донесувајќи по наредба на политичката врхушка на ВМРО-ДПМ одлуката за распуштање на парламентот, која стварно беше и неуставна. Како што институцијата председател на државата Македонија и самиот Ѓорги Иванов носи и го крши и уставот и законот на Република Македонија со самото тоа што донесе аболиција, па потоа на увидената лакрдија и грешка ја повлече во 2 чекора. Тоа нешто, како капка која прелева чашката, предизвика огромни, долготрајни народни протести по улиците на цела Република Македонија. Излив на граѓански револт од самоволието и режимот на оваа власт, водена од ВМРО-ДПМН, ама преточена и проследена во овие 10 години, преку убиства на млади животи, како Мартин Нешковски, прогони, како на Љубе и Велија Рамковски, своји сопартици до вчерашни, и уште колку ли знаени и незнаени такви личности. Уништувањето на здравството, покрај потрошени стотици милиони народни евра, пари, народни пари од граѓаните на Република Македонија, тие здравството денес го сведоа на енормно највисок процент на смртност на новороденчињата и на родилките, на енормно најлоши услови за лекување во болниците, за болните и персоналот кој работи во болниците, и замислите последните 3 години со најголем одлив на спремни млади лекари, кадри од Република Македонија, кои секојдневно се иселуваат и барајќи по светот своја екзистенција и подобри услови за работење во својот занает, лекарството. Осакатено образование. Во овие 10 години реформите во образованието им се сведе само на една единствена постулатка, наречено екстерно тестирање. И замислете, не водејќи сметка нити за квалитетот на образованието од самите основно оделенци, преку средношколци, па и до високообразовниот процес. Значи, се сакаа да уништат. Кичера и култура, преточена во над 700 милиони евра, потрошени народни пари, во проектот Скопје 2014 за споменици, мостови, врби, портрети и не знам, музеи и не знам што ли уште не. Понатаму, списоци од по 20 гласачи сигурни, само и само да се добие решение за работно партиско вработување. Сигурни гласачи од 20 до 50 за добивање инвитро оплодување на млади брачни парови. Илјадници човечиња на избирачките списоци водени за уши да гласаат. Замислете, гласови по список со закани, со уцени, со заплашувања на се оној кој не е од ВМРО-ДПМН, затоа што нивната теза се предочи само во едно. Ако не си ВМРО-ДПМН,
ти си против ВМРО ДПМН. За нив друга опција не постои. Или си со нас, или си ни непријател на нас. И на крајот се сведе на хилди, динамити, рушење, а од 2013 година наваму и градоначалници опасни криминалци. Опасни криминалци потврдени од екс-министерот за внатрешни работи, од екс-министерот за финансии, од нивни советници во локалните самоуправи, од нивни подржувачи во нивната политичка провиденција. И денес себе сме сведоци на еден таков опасен градоначалник криминалец, му даваат подршка овде во Свет Скопје на сила и лјадници и луѓе донесени од внатрешноста на Република Македонија. И после овие 10 години власт на ВМРО ДПМН во Република Македонија, епидемија владее, почитувани граѓани, епидемија од сиромаштија. Секој ден 200.000 македонци гладуваат, немаат пари за да опстанат, за да се прехранат. Секој ден мислат како ќе го завршат тој ден, а за утре и да не помислуваат како ќе се прехранат они и нивните деца. Во последните 5 години над 300.000 млади образовни луѓе ја напуштија главечком, со брзање, со итање оваа држава, наоѓајќи во белиот свет некаде екзистенција за парче леп. Нема човек во оваа држава кој не е должен на банките и предизвршителите. Нема фирма во Република Македонија која не е неликвидна. Ретко се таква фирма да се сретне и да се пофали. Со највисок процент на јавниот долг во историјата на самостојна и демократска Република Македонија, скоро 50% од бруто домашниот производ, народни пари проневерени, овие 10 години, еве Македонија е на работ на своето обстојување, на својот обстанок. И сето тоа, почитувани, не е од некој надворешен фактор, од некои надворешни сили, туку токму од оваа власт. Оваа власт која, брнејќи се, а еве и гледајќи ние и самиот председател Ѓорги Иванов, ја форсира таа теза дека сето ова што се случува денес, овие протести, овие немири, овие изливи на негодување, било дело на некои си странски сили и странски фактори. Не, сето тоа, почитувани, е само од лошите недомакински политики на врхушката на неговата власт и партијата на власт ВМРО ДПМН, која со сторените своји злодела предизвика кулминација на оваа политичка криза, со која се потврди тезата дека Иванов, Ѓорѓе, немал капацитет да биде председател на Република Македонија. Таа функција му била доделена од фамилијата и од неговата партија само со една скриена цел, тој да служи за крајните нивни интереси. Ѓорги Иванов, почитувани граѓани, не е почитуван председател на Република Македонија и не е почитуван граѓани на Република Македонија. Само од проста причина, затоа што и тој самиот не ги почитува и не ги уважува нити законите, нити уставот на Република Македонија. Не го почитува тој ни ова собрание, овој парламент, па го нема овие денови. Баре да дојдеше во неговата ложа, на неговото место и да им дадеше подршка на неколкумината пратеници овде, кои вербално овие денови го подржуваат, односно го бранат во донесените негови небулозни одлуки. А небулоза беше она аболиција која ја донесе во еден чекор, а потоа се попишмани и ја повлече во 2 чекора. Цела фела му се смее, иако е доктор на науки и му се чуди. Цела нација во држава Република Македонија веќе неколку месеци е вџашена од ваквата одлука, а меѓународната заедница не сожалува за недемократското однесување на власта и неодговорното, неморалното владење на валата и на ваквиот председател на државата. И во Танзанија да беше ваква работа, ќе имаше морален чин на одговорност. Ама овде во Република Македонија, евде, немаат доблест тоа да си го признаат. Па барем со повлекувањето на самата аболиција тој ја призна неговата грешка, а веќе кога си сгрешил, барем излизи и соочи се со оваа аболиција. А што всушност со таа аболиција сгреши Ѓорги Иванов? Што е таа негова акробација до аболиција?
Замислете, на 12 април 2016 година, ден кој тој самиот цел живот ќе го памети, а верувам и идните генерации во школо ќе го проучуваат овој настан, секако во не добра, односно негативна смисла на збиднувањата, помилува 56 колективно одеднаш во пакет луѓе, и тоа за нивни сторени 107 дела, во кои дела проаѓуваше, се наоѓаше криминалитет. Криминалитет од финансов, од материјален, од политички, од економски и од морално личен кредибилитет на оние кои во овие 10 години ја водат државата. И замислите, ги помилувал со една единствена цел, како што тој сакаше да каже, да ја спасел државата Република Македонија. Каде е логиката на нештата? Каде е логиката на правото и владењето на правото? Зарем сите тие државни институции кои се формирани и кои се владеат по некои закони донесени токму овде од парламентот во овие 20 на изминати години, не треба и не се тие кои треба да ја штитат државата од криминалци. Па му текнало на Иванов, тој ќе ја штител државата и ќе ги лишел од одговорност и ќе ги оставил на слобода и не допрени од законот. Небулоза никаде и никогаш не видена, а не дај Боже и да се повтори. Срамота и брука. Има ли кој да му каже на Ѓорги Иванов, затвор е за криминалците, а не аболиција ти што им ја нудиш? Очигледно од оваа страна нема. Меѓутоа, еве, ние, како во изминатите, така и во наредните денови, секој ден ќе му го повторуваме тоа, додека не допре совеста до него и не излезе на јавноста да се извини или да поднесе некоја одговорност за таквата аболиција. Значи, очигледно е дека Иванов не е подготвен за развојна, просперитетна, слободна, демократска Република Македонија. Затоа повеќе потребно е тој и оваа власт ден поскоро да си заминат, да ја остават Македонија на македонците, да ја остават Македонија на сите граѓани, затоа што овие граѓани во оваа држава заслужуваат да живеат во една држава за сите, слободна и равноправна. Благодарам.